Напредната технологија во голема мера го промени начинот на комуницирање. Огромен број на луѓе ширум светот, особено младите лица, ги користат социјалните мрежи и платформи за комуникација и споделување. Најголем дел од денот го поминуваат на своите паметни телефони, преку кои можат на интернет да се здобијат со голем број информации. Но сета таа достапност доведува и до низа предизвици. Опасностите кои демнат во онлайн светот се бројни, а меѓу нив е и сајбер насилството. Што представува истото? Според дефиниција, се работи за употреба на дигиталните технологии со цел заплашување, посрамување, заканување кон одредени лица. Може да се одвива на социјалните медиуми, платформите за размена на пораки, платформите за играње и на мобилните телефони. Станува збор за однесување кој се повторува. Такви примери се ширење лаги или објавување за срамувачки фотографии од некого на социјалните медиуми, испраќање пораки што може да повредат или закани преку платформите за размена на пораки, преземање на туѓ идентитет и испраќање злобни пораки до другите во негово или нејзино име. Дали луѓето се доволно запознаени со оваа појава? Дали воопшто знаат што е сајбер насилство? Знаете што е сајбер насилство? Не. Не. Не знам ништо ти работа. Не фала. Ли знаете што е сајбер насилство? Еве помладите. Не. Сајбер насилство? Не. Не знам да ви кажем, да ви одговорим на прашањето. Според нивните одговори, свеста за поимот сајбер насилство не е на задоволително ниво. Тоа го потврдува и професор доктор Софија Георгиевска од Филозофскиот факултет во Скопје, која потенцира дека сајбер насилството е многу пофреквентно во однос на другите видови малтретирања, но и многу помалку другите го препознаваат и пријавуваат. Таа појаснува и зошто е тоа така. Веројатно, ако се вратиме некаде многу поназад, пред 20 или 30 години, кога технологијата не беше толку достапна и не беше достапна во сечи дом, може би повеќе говоревме за физичко насилство, меѓутоа или пак други видови на занемарување. Меѓутоа со достапноста на технологијата секаде во сечи дом и 24 часа, никако како да отворивме врата на сајбер насилството, особено поради намањето на доволна едукација и недоволна медиумска писменост. Така што веројатно нели со самото тоа што уредите не се достапни тука, интернетот не е достапен тука, никако возможуваме да се повеќе и повеќе имаме жртви кои што се изложени на сајбер насилство, меѓутоа друга страна лица кои што го извршуваат истото. Георгиевска вели дека најчестите лица кои се обично жртви на сајбер насилство по некоја одредена карактеристика се различни од останатите. Тука спаѓаат не само лица кои се различни според боја на кожа или било каква друга припадност, тоа може да се и лица кои едноставно не одговараат на поголемата група. Ова особено е случај кај помладите. Георгиевска објаснува и колку типови на сајбер насилство има. Имаме 8 видови на сајбер насилство кои што се идентификувани, меѓу кои што се демнење, лажно представување, потоа испраќање на закани, порнографија, споделување на фотографии со недозволена содржина и споделување на фотографии кои што биле испратени до нас, а потоа злоупотребени. Јас затоа секогаш знам да кажам дека внимавајте што испраќате и на кого ја препраќате во фотографијата, дури ако е во најголема доверба, бидејќи многу често се што ќе биде испратено, дури да биде потоа избришано и од нас и од другиот сопственик на фотографијата, останало некаде во каналите. Активистите постојано посочуваат на ризиците кои ги носи онлайн светот, а ги повикуваат и технолошките компании да обрнат големо внимание на овој сегмент. Се биде онлайн ни носи навистина голем број на придобивки, но сепак од друга страна, како и многу други работи во животот, да се биде онлайн, сметам дека ни носи и голем број на ризици со кои што се соочуваме кога сме онлайн, како што е кибернасилството. Од друга страна пак сметам дека технолошките компании се одговорни и треба да бидат одговорни да ги заштитат своите корисници при користењето нормално на нивните дигитални алатки, особено младинците и децата кои што ги користат нивните дигитални алатки. Од друга страна пак од суштинско значење е ние како индивидуи да бидеме свесни што правиме на интернет и како се однесуваме на интернет, бидејќи со нашето незнаење се изложуваме на многу ризици кои што може да придонесат во нашето секојдневие да бидеме изложени, например, како на сајбер насилство.
Сите се согласни дека најдобриот начин за да се спречи или во најмала рака минимизира оваа појава, прво треба отворено и многу да се зборува на темата и да се работи на менталното здравје. А потоа од големо значење е токму медиумската писменост, со цел луѓето, особено младите, подобро да препознаваат вакви појави во сајбер просторот. Прво нешто што треба да се направи е многу да се зборува на оваа тема, затоа што да не само младите, туку и повозрастните некако како да ја занемаруваат, како да го занемаруваат ефектот од сајбер насилството и велат дека нели нема мудрица, нема рана, нема физичка повреда, едноставно нема болка. Меѓутоа менталната болка која што се чувствува е многу поголема и јас некако правам многу голема паралела помеѓу зборувањето за сајбер насилството и напредувањето на менталното здравје. Колку повеќе работиме на себе, колку сме посвесни за себе, веројатно толку повеќе ќе бидеме подготвени да го пријавиме истото, меѓутоа и да работиме на превенирање на истото. Суштинско значење е да се едуцираме, да ги заегнуваме нашите капацитети, посебно да станеме медиумски и дигитално писмени, за да можеме полесно да ги препознаеме тие знаци на сајбер насилство и да се заштитиме себе си, нели како индивидуи, нашата средина во која што нели делуваме и живееме и секако нашите најблиски. На глобално ниво истражувањата покажуваат дека на социјалните мрежи децата најмногу доживуваат сајбер насилство на платформата YouTube 79%, потоа следува Snapchat 69%, TikTok 64% и платформата Facebook 49%.